реформи треба да се прават, но она што најмногу ги интересира и во Европската унија и во НАТО е да го решиме спорот за името. Дали сте изненадени од ваквиот развој на настаните? Не, воопшто не, бидејќи кај нас се мешаат од време на време тезите и лончињата, што би рекле, дека нас Грција не попречува во НАТО и така последователно во ЕУ. Еве денеска највисоките представници на НАТО и на ЕУ ни кажа гласно и јасно дека став на алијансата како предворие на членството во Унијата е зацементирано од 2008 година, прво името, потоа членство. Тоа е блокада, уцена, ако сакате, и ултиматум. Значи, нешто што апсолутно нема врска со демократијата, со политиката на добра волја, владење на правото и слично. Значи, таа политика останува. И да бидеме сосема јасни, улогата на Грција во тој контекст не е голема. Веќе Столтенберг, значи, се работи за 29 членки од кои зависи Македонија да оди напред, да постигнат консензус. Тој консензус очигледно не е возможен, се додека Македонија не прифати да се прекрсти. И сите овие напори што се прават и нашите надежи дека ќе биде некако возможно да Македонија со референцата, примената референца напредува, се ми се чини нереални. Мислите дека после денешните средби таа опција е дефинитивно затворена? Видите, таа опција после 2008 година е апсолутно надвор. Знаете, тоа е светската моќ собрана во НАТО и таа вели, прво името, потоа членство. Кој кажете мокен, силен, се предомислувал и се извинувал и исправал грешки. Никој тоа не го признава. Добро, потоа дојде пресудата од Хаг, но очигледно не се пресудата во Хаг, разбирате, и тоа е игнорират и тоа на еден флагрантен начин. Ние имаме кога и од Брисел и од Вашингтон и ја оценуваат пресудата како мислење на судот во Хаг. Тие што зборуваат за владењето на правото, ја игнорираат пресудата на врвниот светски судски институт, тоа е Меѓународниот суд на правата во Хаг. Значи, се работи за една политика, длабоко фондирана, и тие се свесни, причината што е така, се свесни дека влезе ли Македонија со референцата во НАТО пред сега, после тоа така и во Унијата, прекрстувањето е надвор од умот, веќе не е возможно, знаете, ќе бидеме внатре, како што сами велеа. Да, тоа го пишуваат господин Никовски денеска и грчките весници во пресрет на посетата на нашиот министер на Атина во среда, пишуваат дека се очекува ова лето да биде Грција изложена на жесток притисок, да дозволи да бидеме примени во НАТО под привремената референца, но се плашат дека доколку тоа се случи, дека потоа ќе биде многу потешко да не притиснат да прифатиме било каква промена на името. Дали ваквите тези се очигледно и во грчката јавност се присутни, се поттикнати од одреден центар, можеби од Соединетите американски држави или некој друг, или пак се работи само за тези кои се пласираат во јавноста, еве и од премиерот Заев, без некое опипливо покритие? Мислам дека, знаете, желбата и надежта се оние што најдолго трајат. И надежта наша дека може да напредуваме со референцата, ми се чини дека не држи вода. Јас сум длабоко убеден дека тоа нема да го дозволат. Овие рефлекси кои се уваат во Грција се резултат повеќе на стравовите кои тие ги имаат, бидејќи да подсетиме последниве, нека биде година и пол до две, Грција е прв пат под притисок да прифати решение кое не е баш ерга омнес, разбирате, тоа е така наречена американска формула, и Грција се плаши дека во новата констелација на односите во Европа, ако сакате и во светот, кога имаме една отворена конфронтација и студена војна меѓу Русија и Америка, и кога веќе русите покажуваат некакви аспирации, да речем апетити према Балканот, разбирате, кои се уште се во зародиш, кои се уште не се на никој начин материализирани, значи тој страв од евентуален продор на Русија, сега дури ја прави алијансата позаинтересирана за Македонија, кој што сме ние самите. Значи тој страв да не се остави празен простор во кој можеби тоа ги поттикна тие опции дека може би. Сето тоа, разбирате, се создава еден, да речам, вештачки, еден нереален амбиент, дека Русија продира, дека Македонија треба подхитно да влезе во Унијата, во Алијансата, и сега грците се плашат. Верам, прв пат се под притисок, да ја приват американската формула, што не е ерга омнес, али тука многу близко и фактички ерга омнес за неколку години, и во тој притисок Атина, велам, чувствува страв и реагира на еден друг начин, и последната изјава на Кодзијас од Кожани, кога вели дека, нели, Грција нема да дозволи да влеземе на притуваме под референцата, ми се чини дека е чисто едно само
тактичко верглање, ако сакате, бидејќи менаџерот, улогата главна, не има Грција. Грција е еден, да би рекол, еден аутсайдер во целата политика. Од 2008 година политиката према Македонија вози Брисел, што е на овие изјави јасно не покажа, разбирате, и блокадата не доаѓа од Атина, не доаѓа од Брисел. Тоа значи Брисел и Вашингтон се на иста линија, прво името, потоа членство и тоа трае. Ќе продолжиме анализата, господин. Господин Никовски, го слушнавме Нонковиќ од Брисел, неговите впечатоци. Ми остави впечаток една дистинкција што ја прави меѓу акронимот ФИРОМ и привремената референца, та цела поранешна Југословенска република Македонија. Има ли разлика доколку бидеме примени под ФИРОМ и доколку бидеме примени под целата референца? Разликата е огромна. Мислам дека прво акронимот или кратенката која е додатно изфорсирана, наметната за да нема никаде Македонија, нели така, од грчка страна, меѓутоа со поддршка на западните фактори, де факто ја игнорира Македонија како држава, ја игнорира како, мислам, под некоја, значи, ја води под некаква, би рекол, непозната ознака, како нешто што не постои, разбирате. Самата референца Обединените нации е де факто во целина точна. Ние сме поранешна Југословенска и Република Македонија, што е клучното. Меѓутоа, кога тоа го ставиш како во еден акроним, во една кратенка, ФАЙРОМ или ФИРОМ или ПРМ, ништо не значи, разбирате. Тоа е тачно безсмислено и навредливо. И ако било кој од нашите прифати на тој начин да влеземе во НАТО, ќе биде катастрофална историска грешка, разбирате. Што ние тогаш нема да бидеме субјект, ќе бидеме созначени со некоја непозната. Сваѓате? Затоа што, да подсетиме дека целта на Грција е да нема Македонија во името. Со ПР, ама нема Македонија. Тоа е нивниот максимален резултат, сваѓате. А што однесува до НАТО, мислам го рекоа тој да подсетиме дека уште од 2008 година Македонија има покана. Македонија треба само да се прекрсти и амбасадорите може да го решаваат после тоа тој технички процес на прием. Значи, сега само покажуваат дека, слушајте, работата не оди никаде, додека вие не се прекрстите. И да бидеме уште еднаш прецизни да подсетиме дека целата оваа криза низ која врвиме последниве 2-3 години, кои ги треси темелите на државата, е да не прекрстат. И сега тие да пуштат нешто што ќе биде, нели така, помалку од тоа, нема шанса. Така да сите тие наши надежи се ми се чини погрешни, дека ќе влеземе со референцата, дека ќе отвориме тој пат за евроатланско интегрирање без да не прекрстат. И мислам дека тие обиди сега што ќе имали средба во Софија и средба во Атина, дека тоа се наши напори и обиди да го покренеме тој процес, ми се чини се погрешни. Патот, зеленото светло за овој процес на наше интегрирање мора се бара пред се во Вашингтон, а потоа во Брисел, разбирате. Тамо се главните менаџери, тамо се кршат копијата и ние разговарајќи во Софија и ако дадеме некои концесии на Софија околу тој договор за пријателство и соработка, ќе бидат само нови наши погрешни чекори, историјата ќе ги осуди тие чекори, како што беше декларацијата од 1999 година, која подпиша нашите со бугарите, разбирате, околу со која се откажавме и од нашето малцинство, се откажавме и од де факто од името на државата и од јазикот, се откажавме од се, сваѓате, од македонската нација де факто. Значи, сите тие напори водат во погрешна насока и ми се чини дека сегашната власт не сме да ги направи, напротив, решењето мора да се бара во Вашингтон пред се, таму да се отворат картите и после тоа во Брисел. Бидејќи ако во Вашингтон се добие зелено светло, тоа сите тие и Грција и Брисел, сите ќе мора да го поздрават тоа. Мислам, во два збора кажано, ако Америка сака Македонија да влезе во НАТО, ние до 2-3 месеци ќе влеземе. Значи, прашањето дали сака Америка, нивниот американски булдожер работи кои ќе треба, кои ќе нивните интереси се во прашање и кога не се во прашање нивните интереси, тој не функционира. Буш не успеа во 2008 се обиде. Да, и мислам председател, да. Точно така, мислам и кога зборуваме ние сега за од Брисел и од Америка кога добиваме некакви изјави дека Македонија треба да се врати на патот кон Европската унија и НАТО, јас би ги прашал на кој пат. Тој пат е блокиран со уцена и со ултиматум. Прво името потоа членство. Таков пат не постои. Значи, ние да подсетиме во 2008 година сите членки на НАТО, вклучувајќи Грција, река дека Македонија ги исполнила сите критериуми. Значи, во прашање нешто друго, разбирате.
И сега со тоа повлекување дека потсетување дека Македонија треба да направи реформи и така натака, тоа само изговори. Разбирате. Така да тој пат наш према НАТО и према ЕУ не постои моментално, е целосно избришен, број таа политика која води во Алијансата и Европската Унија, и ние треба да се избориме дека прво привремената со овај спогодба, второ хашката пресуда мора се почитуваат, бидејќи тие ги обврзуваат Брисел, знаете. Хашката пресуда не е околу Олимписките игри во Пекинг или во Лос Анџелес. Таа е околу договор меѓу Македонија и Грција, да, со кој вели не сме Грција како членка на Унијата и на НАТО да не попречува. Таа не попречува. И не само што таа не попречува, него таа нејзина улога се ја прават Унијата и НАТО. Значи, нашите аргументите се ставаат на маса да кажат, чекајте, што мислите вие за Хашката пресуда? Зашто не се почитува привремената спогодба? Знаете, ако не одите во напад, ако не одите да речам, во офанзива, да барате објаснување, тие ќе повторуваат како сега што ни држат лекции, дека вие треба да името, да барате компромис со Грција. Зашто бараме не компромис со Грција? Која е Грција да ние мораме да бараме компромис околу името? Знаете, и суштината... Тоа го стават во контекст на добрососедските односи. Ама чекајте, суштината е Грција нема проблеми со нашето име. Грција има проблеми со македонскиот народ и македонскиот јазик, разбирате. А кога се македонскиот народ и македонскиот јазик, тоа ќе го јасно излезе на површина. Кога се тие две работи на маса, разбирате, нема компромис. Господин Никовски, ќе продолжиме со очекувањата од средбата на нашиот министер Димитров на Тина во среда. Претходно да видиме со какви ставови ќе оди тој таму. Денеска излезе едно интервју негово за Financial Times, предизвика многу различни толкувања, контраверзии, потоа се преправаа насловите, се поправаше. Да го видиме прилогот, па ќе продолжиме со разговорот. Само неколку часа стоеше насловот Македонија предлага промена на името во обид да му се приклучи на НАТО на сајтот на британскиот весник Financial Times, па се промени во Македонија размислува да го користи привременото име за да влезе во НАТО. Првиот наслов на престижниот Financial Times според изјава на првиот човек на македонската дипломатија Никола Димитров предизвика реакции во Скопје. Уште повеќе што се појави во време кога тој заедно со премиерот е во Брисел на средби со високи представници на Европската Унија и НАТО. Македонија ќе ги разгледа новите предлози за привременото име во обид да го отклучи грчкото противење за членството во НАТО. Изјави Димитров и додава дека е премногу рано да се разговара за било какви конкретни предлози за името. Тој ќе се сретне со грчкиот колега во среда и ќе се обиде да ја врати довербата меѓу двата соседи, откако Грција стави вето за членството во 2008 година. Ке побарам Грција да размисли каков сосед сака. Дали сакаат стабилна, пријателска земја која нуди надеж за демократија и правда. Ако сме добар сосед, тогаш се надевам дека политичките сили во Грција ќе сватат дека ова е историска шанса. Димитров нагласува дека каков било договор за ново име ќе биде ставен на референдум и предмет на меѓупартиски консензус. Весникот пишува дека владата на Сириза ја поздрави новата влада во Скопје, нарекувајќи ја покооперативен партнер од претходната која била силно националистичка. А неколку дена од средбата Димитров код Сијас во Атина, шефот на грчката дипломатија дециден дека Грција не отстапува прво компромис за името па прием во НАТО и ЕУ. Најавил дека на средбата ќе се разговарало за тоа во кој правец ќе продолжат преговорите и додал дека е многу рано да се зборува дали двете земји се поблиску до решение за името. Грчкиот министер рекол дека од разговорот со Димитров ќе процени дали новите изјави на македонската влада кон Грција имаат пријателски тон. Грчкиот весник Катимерини, повикувајќи се на дипломатски извори, пишува дека Брисел и Берлин се во офанзива за брз прием на Македонија во НАТО под времената референца ФИРОМ. Грција очекува ескалација на притисоци можеби и во текот на летото, но она што ја плаши Атина е формулацијата на предлогот на пристапување на ПЈРМ во алијансата со привременото име ФИРОМ, со обврска за промена која ќе ја обезбеди договор меѓу Грција и Скопје, кој би се постигнал за извесно време, пишува грчкиот весник. Господин Никовски, во влезот на текстот што го објави Financial Times пишува, го цитираат министерот Димитров и велат Македонија ќе ги разгледа свежите предлози за привременото име во обид да го отклучи грчкото противење за членство во НАТО. Овој дел не беше демантиран од министерството. Дали ова тој американски пристап за кој говорите, значи да се промени името, но да се промени фактички само таму каде што се употребува во моментов нашето привремено име
поранешна Југословенска Не е република. привремено име, тоа е референца. Разбирате, кај нас често пати се прави грешки, често пати се слушам и во овој сега претходно вашата колешка вели референцата фиром. Тоа не е референцата. Референцата е поранешна Југословенска република Македонија, Да, го расчистиме, кој нас тоа не е одговара. акроним, да. Сега да кажам, и тука кој ќе ние во често пати во јавноста наша вика референцата фиром, тоа не е референцата фиром, тоа се две сосема спротивни работи, разбирате. Да го расчистиме тоа околу опсегот Да. сега за новото име што го Видите, барате. прво ми само изјавата малце се дава некаква, да речем, пренагласена, подготвено да се разговара околу ново име, разбирате. Тоа, никој нема право оваа држава да разговара околу ново име на државата. Тоа мора да има прво влада, па парламент, па не знам што, да не зборуваме и референдум, името е уставна категорија и никој нема право да го преговара тоа име. Значи, сите тие што се медијациите е друга работа, али да се разговара, да се преговара околу ново име, ми се чини дека таа самата формулација не чини. Знаете, ова што го чувме и од Кодзијас и од сите што повторуваат дека нели иридентизмот во Македонија и така натаму. Тоа се измислици кои паднаа во вода. Самарас во 90-те години кога не блокираа во Обединените нации, зборуваа за идентизам, за опасност од Македонија и така натаму. 25 години поминаа. Што се случи? Имало ли еден безбедносен инцидент меѓу Македонија и Грција? Немало. Значи, сето тоа паѓа во вода. И знаете, нашата клучна задача е сега да ги прашаме сите. И овие нашите сега што беа врвни раководители во Брисел да прашат и во Вашингтон да прашат и во Атина. Кажете ни, која е причината Македонија да го смени името? Идентизам, каков идентизам? Кој има во Македонија аспирации према Грција со Добро, го има објаснувано. Грците тоа многу пати смета дека дел од нивното културно наследство, историско наследство, името, тоа е долга приказна. Сакам да ви кажам, че треба да прашате, значи нема аргументи кои тоа може да се одбрани. И второ и клучно до ова све што денеска видовме и чувме е дека Македонија подхитно мора да формира еден штаб или една група или еден, како сакате, одбор или како сакате да го наречеме, на експерти во кои има и странци, кои подхитно мора да направат стратегија околу ова прашање. И немаме до денеска стратегија. Говори Димитров за евентуален консензус и со ВМРО-ДПМН. Тоа е друго, разбирате. Дали може да се постигне? Не успеавме во 25 години да го постигнеме. Секогаш е можно, ако не голем, максимален, минимален е можен, разбирате. И веќе некој минимален консензус имаме. Околу идентитетот нешто се говори. Сите прифатија да имаме референдум, што за мене е позитивно. Мнози не го црнуваат тоа и не го прифаќаат. Меѓутоа, ако веќе имаме еден исчекор, имаме направено. Меѓутоа, знаете, треба да се направи една група, еден штаб, или како ќе го наречеме, кој ќе дневно размислува на ова прашање. Треба да веќе да сватиме едно за секогаш дека нема Македонија поголем предизвик во моментот од името. Господин Никовски, денеска Димитров вели дека е рано да се говори за конкретни предлози, но Financial Times објавува Горна Македонија, сигурно не случајно го одбрале од сите тие имиња што се говореа низ годините, го одбрале токму тоа, веројатно се уште е во оптек. Дали има нешто воопшто прифатливо за нас како компромис околу името или треба да ги прекинеме преговорите? Видите, во Financial Times го спомнуваат како една од верзиите. Ми се чини, тоа подсетување може да значи некој нивни избор, али не мора. Тоа е еден од последните што донесе Нимиц. Добро, имаше северни, леви, десни, така натака. Видите, во принцип, го сменили Македонија своето име, Македонија, што ние сите викаме веќе прекасуваме државата со Република Македонија. Нашето име не е Република Македонија. Република е само политичка одредница. Нашето име е Македонија. Да, се зговори за додавка, за придавка, за такви работи. Во цел свет се збори за Франција, Италија, Германија, ние зборуваме Република Македонија. Значи, Република Македонија не е нашето име. Македонија е. Значи, било што да смениме од нашето име, кај нас е со папочна врска поврзан идентитетот на народот и со името на државата. Како што во цел свет е. Ако нема Франција, нема французи, ако нема Италија, нема италијани, ако нема Данска, нема данци, разбирате. Така да, кога веќе на почетокот, кога беше нејасно дека се работи за името на државата, нели грцките, нели така брендот Македонија и слично, имаше некоја логика да се зборува за компромис. Веќе нема основа за компромис, кога сите знаат дека го снемали името Македонија или го релативизираат зашто кој ќе напати е Северна Република Северна Македонија, разбирате, веќе нема македонци. Тоа е нешто друго, северни македонци, ние не сме северни македонци. Значи, во дадената ситуација, ние мораме да тропнеме на маса и да кажеме, господа, бидејќи е во прашање идентитетот на народот,
Аз има објавено телеграма од Wikileaks на американскиот амбасадор од Атина, пратена до Вашингтон, до Стейт департментот, во која вели сега да не се поставува, значи американската позиција, сега не сме да се поставува на маса името, овој проблемот со идентитетот и тоа да се постави во процесот, да се отвори во процесот на влегување во НАТО и ЕУ. Значи, почетокот ќе не изалажат, ќе не пренесат жедни преку вода, а после тоа ќе го отвориме тоа прашање. Бидејќи реков, тоа е папочна врска сврзано и не може да се прекраси државата, а македонскиот народ да се остане читав. Тоа е таа измама, тоа е таа стратегија, де факто се работи за бришење на затварање на македонското прашање, за бришење на македонскиот народ и секој исчекор во таа насока, прифаќање на било каков така наречен сега компромис, значи дека ние се откажуваме самите себе. Биде јасно сите и да знаете што е клучното сето тоа, дека било каква отстапка наша, стратегиска, историска, фундаментална, каква сакате, ќе води во нова војна на Балканот. Овој наш народ кој е трпелив, кој е толерантен, разбирате, има своји лимити, има своји граници. Комитите ќе се јават еден ден. Кој ќе прифати кај нас да вие да јасте со македонец? Никој нема да прифати. Значи тоа почнува една нова конфронтација и сите овие соседни апетити кои се повеќе растат, разбирате. Тоа е факт, никој не може да го оспори, се точно подготвеност кога ќе дојде тој момент кога македонците ќе бидат разнебитени и не постојат, да го земат својот дел од колачот. Добро, сите ветуваат дека ќе има референдум, народот ќе има можност да си каже што мисли за тоа име, доколку успеат да го договорат. Не дај Боже да дојдеме до тоа. Не дај Боже да дојдеме до тоа. Значи тоа ќе биде моментот кога Македонија ќе биде ставена на зидот, разбирате, на сите ветришта експонирана, на сите опасности, разбирате, тука ќе има разноразни махинации и манипулации, така да тоа е навистина алатка како последна за одбрана на нашиот име, нашиот идентитет. Ама кога дојдеме до тоа, дојдеме до тоа, разбирате, и тој како да заврши тој референдум, ќе биде погубно за државата. После тоа веќе нема враќање назад, нема веќе никаква кохезија и државата после тоа ќе само на надолна линија. Значи, тоа е како еден последен, речам, исчекор, како последен спас, разбирате, за да преживееме како народ и како јазик, како се. Тоа е добро да стои на маса. Меѓутоа, треба да се направи све да се тоа избегне, што, велам, ако дојдеме на таков нешто и народот го одбие тоа, што ќе биде после тоа? Сите тие што од надворни го наметнаа тоа како со сила да се прекрстиме, ќе речат, готово се враќаме назад, нема прекрстување, ќе презнаат уште пооштри мерки. Или ако прифати народот, не дај Боже, да се прекрстиме, оној дека биде 60% нека прифати, 40% нема да прифати, 40% тие нема, другите нема да остат државата во мир, знаете. Оној вековниот сон во гробишата ќе се превртуваат нашите предходници, разбирате, дедовци, прадедовци ќе се превртуваат во гробишата, бидејќи она што бил нивниот сон на македонска држава ќе биде избришано. Така да, ако оваа политика продолжи на Запад, затоа треба да се направи штаб, да се направат експерти, да им се предочи, се направат материјали, да им се предочи на западните фактори дека ова што се прави е погубно и за нивните интереси, бидејќи овде може да биде крајот на Балканот и на Европа. Говориме за нашата позиција, малку и за грчката позиција. Впечаток е дека Грција има некои црвени линии, за тоа говори и Коцијас и претходно сите министри и влади. Тоа е некаква одредница географска или каква и да е на името, но да не забораваме дека во владата на Сириза сега коалиционен партнер е една ултрадесничарска партија која воопшто не прифаќа Македонија да биде дел од Каменос, да нема воопшто Македонија во идното име, во идното решение. Дали е можно во вакви услови воопшто да се надеваме на некаков пробив, дали грчката влада и доколку сака еве Ципрас или неговата партија може во грчката јавност да протурка едно решение за името? И младиот Папандреу беше многу наклонет, за него немаше проблем. Јас сум бил со него на средба, кој викаше, еве ваш македонец. Бевме во грчкиот дел на Преспа, разбирате. Ципрас, доека не беше премиер, збореше за Македонија македонци. Кој ќе дојдеш на власт, приказната е друга. Каменос и малиот коалициски партнер е екстремна една политичка опција и за среќа тие нема да ја прифатат американската верзија, која е исто така погубна за Македонија, разбирате, така најчено име за надворешна употреба, бидејќи тоа значи прекрстување кое ќе води во промена на устав и све и дома прекрстување ерго омне за 2-3 години, разбирате. Според тоа, тој притисок американски кој е сега жесток и врз Атина не може да помине, бидејќи било која влада во Грција
Мислам, тие повици од нашите политичари дека грчките граѓани, грчкиот народ ќе има Да, разбирање. така вика Заев, дека Викате, ќе има разбирање тоа за е, ситуацијата тоа и е. дека и власта и опозицијата ќе ни Видите, помогнат. тоа е нереални очекувања. Се сеќаваме сите многу милиони колку имаше луѓе во Солун кои вика нема Македонија, разбирате. Така да и ден денеска можда во јужниот дел на Грција не е толку, али северниот дел кој е клучен во решавањето на ова прашање е толку антимакедонски ориентиран што нема ништо да дозволи што би било одстапување за 1 милиметар од таа грчки црвени линија, тоа е ерга омнес, разбирате. И во дадената ситуација тоа е добро, бидејќи тоа ќе не спаси да прифатиме, например, во НАТО да не примат со катенка на референцата како ПРМ, што е нонсенс, што е апсолутно игнорирање, разбирате, да ја прифатат со некој непознат знак да ја прифатат. Тоа е и навредливо и бесмислено таа катенка. Така да, во дадената ситуација, Македонија мора подхитно да направи нова стратегија, разбирате, да дефинира своји црвени линии, кои ќе каже гласно и јасно, и да елаборира едни опции каде води сегашната западна политика американска, и тоа води во уништување на мирот и безбедноста не само Македонија, од целиот Балкан, а тоа значи на цела Европа, зашто ако Балканот вивне утре, а многу лесно ќе вивне, тука нестабилноста е многу реална како опција, мирот и стабилноста се кревки и во Македонија и пошироко, така да се работи за клучно прашање за безбедноста на Балканот и на Европа, не само на Македонија, а ние како најзаинтересирани треба тука да го тоа разработиме, да го фрлиме на хартија, некој треба да го анализира, аз лично го правев тоа, она што го пишуваше Самарас во 92-та година околу примот во Обединетите нации, кај што разработи една стратегија против Македонија, кога да сме ние најголемите агресори на Балканот, разберете, што апсолутно се покажа неточно. Знаете, значи, на разни аспекти, со разни елементи и аргументи кои се сите 99% на наша страна, да докажеме дека ако продолжи ваквата политика, ваквите уцени, блокади и ултиматуми за Македонија, тоа е погубно не само за Македонија, него за Балканот и за Европа. Господин Никовски, благодарам многу што дојдовте во нашата телевизија и што бевте дел од денешните поинти. Останува да видиме како ќе помине средбата во среда во Атина помеѓу новиот министер Димитров и грчкиот Коцијас. Според ова ваше излагање може да проценам дека не сте многу оптимист. Нема, за жал, јас сум по природа оптимист, меѓутоа за жал во дадените околности прилики нема услови за оптимизам ни во Атина, ни во Брисел, ни во Вашингтон, и наше е да се избориме да се свртат работите во позитивна насока. Беше задоволство што бев дел од вашата емисија. Благодарам.